This conference will now be recorded. Ќе почекам уште 5 минути да не се приклучи уште некој, па ќе почнеме во 12:05 минути со јавниот состанок. This conference will now be recorded. Почитувани учесници, ви благодарам за интересот за денешниот јавен состанок, трет за оваа година. На денешниот јавен состанок ќе бидат презентирани покрај реализираните активности на агенцијата за третиот квартал од оваа година и на одите од анализата на пазарот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година. По завршување на презентациите ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања во врска со презентациите кои што ќе бидат денеска презентирани пред вас, како и други прашања кои што се од ваш интерес. Само малку сега да направам се надевам дека ја гледате презентацијата. На 7 август оваа година, веднаш по распишување на изборите од страна на председателот на Собранието, агенцијата започна со мониторинг за изборното медиумско известување на радиодифузерите. Во периодот од распишување на изборите до почетокот на изборната кампања, мониторингот беше фокусиран врз 24-часовната програма имитувана на програмските сервиси со просечен неделен досег над 10%, и тоа се првиот телевизиски програмски сервис на македонската радиотелевизија МРТ1, телевизија Сител, телевизија Канал 5, телевизија Телма, телевизија Алса Тем, телевизија Алфа и телевизија 24 Вести. Мониторингот кај сите други радиодифузери се спроведува врз основа на представка. По распишување на изборите, агенцијата со допис ги потсети сите радиодифузери за правилата од изборниот законник кои што се применуваат во периодот од распишување на изборите до почетокот на изборната кампања. На 1 септември Советот на агенцијата усвои нацрт упатство за платено политичко рекламирање за локалните избори 2021 година, по кое што беше утврден начинот на примена на членот 75Г ставови 1 и 2 од изборниот законник за овој изборен процес. За нацрт упатството беше отворена јавна расправа во рок од 15 дена, односно до 16 септември 2021 година, за која беше побарано да се изјаснат политичките партии, независните кандидати, радиодифузерите и сите други заинтересирани субјекти. Постапката за усвојување на ово упатство во финална форма беше запрена, бидејќи Собранието на 15 септември усвои измени на изборниот законник, меѓу другото и на член 75Г. Согласно измените и дополнувањата на изборниот законник, на 21 септември Советот усвои ново упатство за платено политичко рекламирање за локалните избори 2021 година. По донесувањето на упатството и неговото јавно објавување на веб страната на агенцијата пристигнаа представки од политичките партии Левица и ЛДП во врска со точка 3 став 1 алинеја 3 од упатството, кој се однесува на тоа кои подносители на листи може да го користат времето од 1 минута на реален час емитувана програма на радијата и телевизиите за платено политичко рекламирање. Имајќи ги предвид пристигнатите представки и различните толкувања што произлегуваат, што ги предизвикува членот 75Г, став 1 од изборниот законник, Советот на агенцијата на 24 септември донесе ново упатство за платено политичко рекламирање за локалните избори во 2022 година, во кое во точката 3 став 1 алинеја 3 не се наведени подносителите на листи кои имаат право да ја користат 1 минута на реален час за платено политичко рекламирање. На 9 септември беше објавен првиот извештај од мониторингот на медиумското известување за локалните избори во периодот пред почетокот на изборната кампања од 7 до 31 август, со кои не беа констатирани прекршувања на одредбите од изборниот законник. Мониторингот покажа дека во дневно-информативните емисии медиумите најчесто ги обработуваат актуелните теми низ вести во низа и низ извештаи, јасно структурирани и со проверливи извори на информации, но во ТВ дневникот на одредени телевизии понекогаш се појавуваат и прилози реализирани из нејасни, хибридни жанровски облици, спој од информирање и обид на резиме, за антиципација и за анализа на посложени општествени појави. Во некои од таквите случаи немаше ни јасно одвојување на партиските од професионалните редакциски гледишта.
Забележлива беше и практиката се цитираат искази на социјалните мрежи, кои сами по себе често беа или нерелевантни или непроверливи. Повеќите детали за секој од медиумите може да се погледне во првиот извештај од мониторингот кој е достапен на веб страницата на агенцијата. Беше одговорено и на реакцијата на твоја партија за непочитување на забраната од изборниот законник за предвремено започнување на изборната кампања во врска со дуелот на лидерите на СДСМ и ВМРО ДПМН организирана на телевизија Канал 5 на 21 септември. Во одговорот беше посочено дека надлежноста да утврди прекршување на изборниот законник има ДИК, а во врска со ТВ емисијата дека медиумите се независни во својата уредувачка политика и дека цензурата е забранета со Уставот. Сите документи, релевантни материјали за активностите на агенцијата за време на изборниот процес може да се погледа на нашата веб страница во посебниот банер Избори 2021 година. Изминатите 3 месеци агенцијата ги реализираше сите предвидени програмски и административни надзори врз радиодифузерите, а се уште се работи на контролниот програмски надзор врз телевизија КТВ и телевизија ЕДО за почитување на членот 98 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, услови за рекламирање и телешопинг и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники, рекламирање на поделен екран. Редовен програмски административен надзор за почитувањето на законските објави, објава на импресум, информации кои треба да се направат достапни до корисниците и објава на знакот за идентификација на радиодифузерот, правилата при емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување дневно 8 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуални дела, од кои најмалку половина во периодот од 7 до 19 часот е извршено врз ТВ Mnet HD, телевизија Сити, телевизија Коха, телевизија ЕДО, телевизија КТВ и телевизија Кобра. Со надзорот беа констатирани прекршувања кај ЕДО, телевизија ЕДО, поради неемитување на процентна програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуални дела, од кои половината од нив се емитуваат во периодот од 7 до 19 часот, поради непочитување на правилата за пласирање производи и емитување реклами на поделен екран и необјавување импресум. Кај Сити телевизија, поради неемитување половина од котата македонски аудиовизуални дела во период од 7 до 19 часот, непримената предупредувачка сигнализација врз играната програма намената за малолетната публика и необјавување импресум. Кај телевизија Коха, поради неемитување половина од котата македонски аудиовизуални дела во периодот од 7 до 19 часот, додека кај КТВ непочитување на правилата за емитување реклами на поделен екран. Редовен административен надзор беше извршен врз сите 111 радиодифузери кои што емитуваат телевизиска или радиопрограма за обврската за податоците на собственичката структура, одговорниот уредник, односно уредници и за изворите на финансирање во претходната година да ги објават на собствената програма, најмалку 3 пати годишно во ударни термини и снимката од објава да достава до агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Надзорот покажа дека врската во целост се исполниле сите 111 радиодифузери. Извршен еден вонреден наменски мониторинг произлезен од врската според меморандумот за соработка подпишан меѓу Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги и Агенцијата за храна и ветеринарство, при што беше направена анализа на аудиокомерцијалните комуникации во врска со храна, пијалоци и додатоци во исхрана, емитувана на 6 мај 2021 година на програмските сервиси на комерцијалните национални радиостаници Антена 5, Метрополис, Канал 77 и Радио Јон. До Агенцијата за храна и ветеринарство беа доставени детални податоци за 17 реклами за различни производи што се користат за храна, 12 за пијалоци и 4 за додатоци во исхрана. Целта на мониторингот за нас беше да се утврди дали радиодифузерите емитуваат комерцијални комуникации со посебни нутритивни и здравствени тврдења што може да заведат публиката преку невистините тврдења и да создадат лажна представа за квалитетот, географското потекло, карактеристиките и слично. Поради промена на локацијата на просториите во кои се произведува програмата, извршен еден стручен надзор врз регионалната телевизија КТВ Кавадарци. При надзорот е констатирано дека се исполнети потребните технички и просторни услови од правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
Во однос на издавачите на печатени медиуми, спроведен еден вонреден административен надзор врз работата на Друштвото за медиум, издаваштво и маркетинг Ехо Медија Група ДОО Скопје, издавач на македонско Ехо, за да се утврди дали издавачот ја исполнува обврската за објава на импресум. Надзорот покажа дека во целост исполнета обврската од Законот за медиум. Спроведени се 3 редовни надзори врз давателите на аудиовизуални медиумски услуги по барање, Македонски Телеком, OneVip и Неотел, за обврските кои што се однесуваат на кинематографските дела, заштита на малолетни лица и промоција на производство и пристап до европски дел. При надзорите не се констатирани прекршувања. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 37 надзори, од кои 35 редовни и 2 контролни. Од редовните надзори 27 беше спроведен за да се констатира дали операторите ги имаат регистрирано во агенцијата сите програмски сервиси што ги реемитуваат и како и дали ги исполнуваат обврските за употреба на јазикот во програмата што се реемитува. При надзорите беше констатирано дека само операторот кабелнето Струмица реемитува програмски сервиси без претходно да ги регистрира во агенцијата, поради што му беше изречена мерката јавна опомена. Останатите 14 редовни надзори беа спроведени со утврди дали се почитува врската за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис. При надзорите не беше констатирано прекршување. Контролниот надзор врз кабелнет Струмица покажа дека операторот постапил во целост по упатеното решение и го согласил работењето со членот 147 од законот, додека вториот контролен надзор кој беше извршен врз операторот Total TV покажа дека овој оператор продолжил ситото прекршување, односно не ги обезбедил задолжително и бесплатно во својот пакет програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис. Затоа, заради стореното прекршување повтор пат, за Total TV беше проведена прекршочна постапка. По третиот квартал од 2021 година, Советот на агенцијата заради констатирани непочитување на радиодифузерите на одредбите од Законот за аудиовизуални медиумски услуги донесе 9 решенија за преземање мерка јавна опомена. Донесено едно решение за преземање мерка јавна опомена против оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа поради реемитување на нерегистриран програмски сервис. На радиодифузерите и операторите на кои им беше изречена мерка јавна опомена, по истекот на рокот за законско согласување, агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да се утврди дали постапиле по решението со кои биле јавно опоменати. Спроведена е една постапка за поравнување за прекршување на Законот за аудиовизуални медиумски услуги за операторот Total TV, која заврши успешно. На 22 јули истече крајниот рок за достава на пријави по јавниот конкурс за делување на една дозвола за радиоемитување на програмски сервис музичко говорно радио од општ формат на македонски јазик на локално ниво на подачата на општина Ново село. Утврдениот рок за достава на пријави по јавниот конкурс беше поднесена само една пријава со придружна документација од страна на физичко лице. При евалуацијата се утврди дека единствениот кандидат ги исполнува условите утврдени во јавниот конкурс. Оттаму Советот на агенцијата на 20-та седмица, одржана на 24 август, донесе одлука за доделување на дозвола за радиоемитување на програмски сервис музичко говорно радио од општ формат на македонски јазик на локално ниво на подрачјето на општина Ново село. Во однос на меѓународната соработка, агенцијата учествуваше во повеќе активности. На 7 јули представничка на агенцијата учествуваше на состанок на подгрупата 1 на ЕРГА, на која се разговараше за статусот на активностите на неколкуте работни групи во рамките на подгрупата и за начинот на организација на работилницата која ќе се одржи на 22 септември. На 9 јули исто така представничка на агенцијата учествуваше на вебинар посветен на соработката на регулаторите при регулација на дигиталните услуги организиран од ЕПРА. На 13 јули во Белград беше остварена билатерална средба со представници на регулаторното тело за електронски медиуми на Србија, а на 14 јули во Нови Сад представници на агенцијата имаа работна средба со одговорниот уредник на редакцијата за програми на македонски јазик во радио телевизија Војводина. На 9 и 10 септември представници на агенцијата учествуваа на регионалната онлайн конференција улогата на националните медиумски регулаторни тела во новите медиумски парадигми, организирана во рамките на проектот Слобода на изразување и слобода на медиумите во Југоисточна Европа ЮФРЕК со поддршка од Европската унија и Советот на Европа.
На 21 септември представници на агенцијата одржаа јавен онлайн состанок со представници на мисијата на за наблюдување на изборите на Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права ОДИХР. На 23 и 24 септември во Белград јас присуствував на регионалната работилница употреба на модерни алатки за мерење на гледаноста и слушаноста, организирана во рамките на проектот Техничка помош на јавните медиумски сервиси во Западен Балкан, кој што е менаџирано од Европската радиодифузна унија, а финансирано од Европската комисија. Во рамките на процесот за европска интеграција, агенцијата во август до секретаријатот за европски прашања достави одговор на мислење во врска со одржаниот 17 состанок на подкомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика меѓу Европската унија и Република Северна Македонија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоциација одржана 23 март 2021 година. За потребите на агенцијата беше изработен извештај за гледаноста на телевизиските станоци и слушаноста на радиостаниците за вториот квартал од годинава. Изминатиот квартал агенцијата ја изработи анализата на пазарот на аудио-аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година, чии клучни наводи ќе ви бидат денеска презентирани. Донесена е една одлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по службена должност кај телевизија Нова од Виргилија, поради што физичкото лице кое е собственик и управител на оваа телевизија истовремено се јавува како собственик и управител на друштвото чија приоритетна дејност е огласување преку медиуми. Во законскиот рок телевизија Нова од Виргилија достави потребната документација до агенцијата, од која што се констатираше прекршувањето на член 39 од Законот за аудио-аудиовизуелни медиумски услуги. Оттаму Советот на агенцијата донесе одлука за утврдување на постоење на дозволена медиумска концентрација кај телевизија Нова од Виргилија. Со одлуката на радиодифузерот му беше наложено во рок од 90 дена да ја острани дозволената медиумска концентрација и да ја усогласи својата собственичка структура со Законот за аудио-аудиовизуелни медиумски услуги. Издадени се вкупно 58 потврди за регистрација на програмски пакети, откако е констатирано дека доставените пријави се комплетни и уредни. Доставено едно известување до имателите на права со информација дека агенцијата утврдила дека оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата. Почитувани учесници, агенцијата за аудио-аудиовизуелни медиумски услуги повеќе од една деценија наназад изработува анализа на пазарот за аудио-аудиовизуелни медиумски услуги за цел да обезбеди сознание за состојбите во телевизиската и во радиоиндустријата. Во анализата на пазарот на аудио-аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година е опфатено економското работење на радиодифузерите, односно податоците за вкупните приходи, уделите на радиодифузерите во вкупните приходи, структурата на приходите, вкупните трошоци, уделите во вкупните трошоци и структурата на трошоците, финансискиот резултат од работењето и просечниот број на вработени во редовен работен однос, како и податоци од мерење на телевизиската и радиската публика во 2020 година. Се ги дава можност на колешката Сања Гудевска-Здравковска да ги сподели со нас клучните наводи од оваа анализа. Повелете, колешка. Благодарам. Само ќе ги почекаме за кратко колегите од IT. Како прво, добар ден на сите. Во следните минути ќе ги презентирам клучните сознанија од анализата на пазарот за 2020 година, во која се анализирани податоците за економските перформанси на радиодифузерите. Податоците врз основа на која е направена оваа анализа ги доставија самите радиодифузери, а валидноста на тие податоци ја проверувавме преку споредба со податоците од завршните сметки на радиодифузерите.
За јавниот сервис го користавме и финансискиот извештај за реализација на финансискиот план на Македонската радиотелевизија. Податоците за гледаноста и слушаноста на радиостаниците се обезбедени од редовните квартални истражувања на публиката, што во 2020 година по нарачка на агенцијата ги спроведуваше истражувачката агенција Индаго од Скопје. Во 2020 година вкупните приходи и приходите од реклами во индустријата се намалиле во однос на претходната година, а заедничкиот финансиски резултат, иако бележи пораст, сепак бил загуба. Вкупните приходи во индустријата изнесувале 2 милиарди и 383 милиони денари. Од нив 58% биле приходите на комерцијалните радиодифузери, а 42% приходите на јавниот сервис. Во однос на 2019 година, во 2020 Македонската радиотелевизија и комерцијалните радија оствариле повеќе приходи, а комерцијалните телевизии ги намалиле приходите. Гледано во целина, вкупните приходи во индустријата се намалиле за 2%. Најголем дел од приходите биле остварени од рекламирање, односно 46%. 36% биле приходите префрлени од државниот буџет на сметката на Македонската радиотелевизија, а останатите 18% биле остварени по други основи. Приходите од реклами изнесувале 1 милиарда и 103 милиони денари и во споредба со претходната година тие се намалиле за 21%. 90% од приходите од реклами ги оствариле комерцијалните телевизии, 9% комерцијалните радиостаници и само 1% јавниот сервис. Вкупните трошоци изнесувале 2 милиарди и 416 милиони денари и ова се најниски трошоци во последните 5 години. Во споредба со претходната година биле потрошени помалку средства за 18%, а гледано засебно, јавниот сервис и комерцијалните телевизии ги намалиле трошоците, додека комерцијалните радиостаници ги зголемиле. Финансискиот резултат во целата индустрија бил загуба од 35 милиони денари. Македонската радиотелевизија и комерцијалните радиостаници годината ја завршиле со добивка, а комерцијалните телевизии со загуба. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 1937 лица, а на 31.12.2020 година вкупниот број на вработени изнесувал 2587 лица. На почетокот од 2020 година програма емитуваа 49 комерцијални телевизии, 68 комерцијални радиостаници и 4 непрофитни радиостаници. Во текот на годината престанаа да важат дозволите на 5 телевизии, КИС, Аниса, Канал Визија, Сител 2 и Морис, и на 3 радиостаници, Браво, Дрими и Емикс, а беше доделена една дозвола за емитување телевизиска програма на Мнет ХД од Штип. На крајот од годината програма емитуваа 45 комерцијални телевизии, 65 комерцијални радиостаници и 4 непрофитни радиостаници. И покрај тоа што на прв поглед може да се добие впечаток дека во 2020 година јавниот сервис располагал со повеќе средства отколку во претходните 2 години, тоа воопшто не е така. Вкупните приходи на МРТ изнесувале 1 милиарда и 12 милиони денари и тие се повисоки од претходната година поради тоа што на крај на месец декември 2020 година на сметката на јавниот сервис МИОА префрли 90 милиони денари за, цитирам, постигнување на повисок степен на програмски и техничко-технолошки развој. Дополнително на сметката на МРТ беа префрлени и 30 милиони денари донација од АВМУ за справување со последиците од пандемијата од коронавирусот. И покрај тоа што согласно измените на ЗАВМ од 2018 година за финансирање на радиодифузната дејност, предвидено е во 2020 година да се издвојат 0,9% од државниот буџет, сепак и оваа година, како и претходната, на јавниот сервис му биле префрлени помалку средства од предвидените. Поточно во 2019 година
беа префрлени 229,5 милиони помалку, а во 2020 година 510,7 милиони денари помалку. Вкупните трошоци на МРТ изнесувале 938 милиони денари и тие се за 36% пониски во споредба со 2019 година. Во структурата на трошоците најголемо учество имале трошоците за плати за вработените 47%, односно 439 милиони денари. За програмски права биле потрошени 238 милиони денари, а заедничките трошоци изнесувале 206 милиони денари. Резултатот од работењето на МРТ бил добивка во износ од 74 милиони денари, што се должи на износот од 90 милиони денари кои што МИОА ги префрли на сметката на МРТ на крајот на декември во анализираната година. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 747, а на крајот од годината вкупниот број на вработени изнесувал 779. Приходите кои заедно ги оствариле комерцијалните телевизии изнесувале 1 милијарда и 218 милиони денари. 91% од овој износ остварила телевизиите на државно ниво, 7 регионалните и 2 локалните. Трошоците на овие телевизии изнесувале 1 милијарда и 327 милиони денари. Процентуалната распределба на трошоците е речиси идентична како и кај приходите, односно 92% се трошоците кои ги направиле телевизиите на државно ниво, 6% се трошоците на регионалните и 2 на локалните телевизии. Приходите на терестријалните телевизии на државно ниво изнесувале 968 милиони денари и се најниски приходи во последните 5 години. Намалувањето ќе беше уште поголемо доколку овие телевизии не добија финансиска помош која што им беше доделена за справување со кризата предизвикана од коронавирусот. Овие 5 телевизии од АВМ добија донација во висина од по 4,36 милиони денари секоја, финансиска помош од владата во висина од по 5,6 милиони денари за надомест на трошоците за пренос, исто така за секоја телевизија посебно, како и други видови на финансиска помош. Во споредба со минатата година, само Канал 5 незначително ги зголемила вкупните трошоци, а останатите 4 телевизии ги намалиле. Од рекламирање овие 5 телевизии заедно оствариле 822 милиони денари, што е за 23% помалку во споредба со минатата година. Ако од овој износ се одземат приходите кои што овие телевизии ги оствариле од платено политичко рекламирање за време на предвремените парламентарни избори и за локалните избори во Штип и Пласница, во износ од 60 милиони денари, тогаш приходите од реклами изнесувале само 762 милиони денари. Најмногу приходи од рекламирање и оваа година остварила Сител, 293 милиони денари. Петте телевизии заедно потрошиле 1 милијарда и 28 милиони денари. Алфа и Канал 5 прикажале повисоки трошоци, а останатите 3 телевизии пониски трошоци во споредба со претходната година. За прв пат во последните 5 години биле направени повисоки вкупни трошоци од вкупни приходи. Највисоки трошоци во 2020 година направила Сител, а најниски Алфа. Само Алфа Тем годината ја завршила со позитивен финансиски резултат, а останатите 4 телевизии работеле со загуба. Просечниот број на вработени изнесувал 609 лица, а на крајот на годината вкупниот број на вработени во овие 5 телевизии изнесувал 726 лица. Телевизиите на државно ниво кои емитуваат програма преку неограничен ресурс остварила вкупно приходи во износ од 141 милион денари. Во овој износ се вклучени и 18 милиони денари кои што овие телевизии ги добија како донација од Агенцијата за справување со кризата предизвикана од коронавирусот. Само 24 вести и шења ги намалиле приходите во споредба со претходната година. Приходите од реклами изнесувале речиси 93 милиони денари, а 82% од овој износ го остварила само 2 телевизии,
24 вести и компани 21 М. Овие 6 телевизии заедно потрошиле 190 милиони денари, од кои најголем дел биле плати за вработените, 88 милиони денари. Сите 6 телевизии годината ја завршиле со негативен финансиски резултат, а заедно прикажале загуба од 49 милиони денари. Просечниот број на вработени изнесувал 224 лица, а на крајот на годината вкупниот број на лица во редовен работен однос и хонорарно ангажирани бил 335. Најгледана од нив биле 24 вести и компани 21 М. Во 2020 година 18 регионални телевизии оствариле вкупно приходи во износ од речиси 84 милиони денари. Тие се зголемиле во споредба со минатата година, но тоа зголемување се должи на финансиската помош која им беше доделена на телевизиите поради пандемијата. Без тоа и оваа година трендот на опаѓање на вкупните приходи продолжува. Гледано по региони, највисоки приходи имало во Д1 Скопје 29 милиони денари, а гледано пак поединечно по телевизии, највисоки биле приходите на ЕРА. Од рекламирање овие 18 телевизии оствариле вкупно 56 милиони денари. Во споредба со минатата година тие се пониски за 7%. Освен највисоки вкупни приходи, ЕРА прикажала и највисоки приходи од реклами – 9 милиони денари. Вкупните трошоци на регионалните телевизии изнесувале 85 милиони денари. Во сите радиодифузни региони најголем удел во вкупните трошоци имале трошоците за создавање на програма. Речиси половина од вкупните трошоци биле издвоени за плати за вработените. На крајот од годината 9 телевизии остварила добивка, а најдобар финансиски резултат прикажала ТВ-тера од Битола. Добивка во износ од 1,46 милиони денари. Просечниот број на вработени бил 133 лица, а бројот на вработени на крајот на годината изнесувал 234. Најгледана телевизија била Стар од регионот Д3. Приходите кои што во 2020 година ги оствариле локалните телевизии биле речиси исти како и трошоците, односно 25 милиони денари. Телевизија Плюс од Куманово имала највисоки приходи и највисоки трошоци, додека пак најниски приходи и трошоци прикажала ТВ Здравкин од Велес. 79% од вкупните приходи биле остварени од рекламирање, односно 20 милиони денари, а најзначаен трошок во структурата на трошоците биле платите за вработените кои изнесувале речиси 13 милиони денари. Локалните телевизии заедно прикажале добивка од 0,31 милион денари. Просечниот број на вработени бил 39 лица, а на крајот од годината вкупниот број на вработени изнесувал 117. Највисок просечен неделен досег во подрачјето во кое што емитува имала ТВ Протел од Пробишти. Приходите на комерцијалните радиостаници изнесувале 153 милиони денари. 35% од овој износ оствариле радиостаниците на државно ниво, регионалните 40, а локалните 25. Тие заедно потрошиле 151 милион денари. Трошоците на радијата на државно и на регионално ниво учествувале со по 36% во вкупните трошоци, а трошоците на локалните радија со 28%. Вкупните приходи, кои заедно ги оствариле радиостаниците на државно ниво, изнесувале 54 милиони денари. Антена 5 и Канал 77 оствариле приближно ист износ, по околу 22 милиони денари. Метрополис 7, а Јон 2 милиони денари. Во споредба со претходната година, само кај Антена 5 имало намалување на приходите. Приходите од реклами представувале 59% од вкупните приходи. Највисоки приходи по овој основ остварила Антена 5, 20 милиони денари, а најниски Јон 0,59 милиони денари. Вкупните трошоци на овие 4 радиостаници изнесувале 53,53 милиони денари.
Во 2020 година најмногу потрошила Канал 77, 22 милиони денари. Со загуба работело само Јон радио. Просечниот број на вработени изнесувал 45, а на крајот на годината вкупниот број на вработени изнесувал 83 лица. Најслушана радиостаница била Антена 5. 17 регионални радиостаници заедно оствариле вкупни приходи во износ од 61 милион денари. Највисоки приходи прикажала Бубамара 13 милиони денари, а најниски РФМ 0,18 милиони денари. 74% од вкупните приходи на регионалните радиостаници биле остварени од реклами. Трошоците кои заедно ги направиле овие радиостаници изнесувале 54 милиони денари. Заедничкиот финансиски резултат бил добивка од 4 милиони денари, поточно добивка остварила 11 регионални радиостаници, а 5 работела со загуба. Просечниот број на вработени изнесувал 48 лица, а на крајот на годината вкупниот број на вработени изнесувал 131 лица. Најслушана радиостаница била Бубамара. Вкупните приходи на 46 локални радиостаници изнесувале 38 милиони денари, а вкупните трошоци 43 милиони денари. Во споредба со минатата година и приходите и трошоците на локалните радиостаници се намалиле. Заедничкиот финансиски резултат бил загуба од 3 милиони денари. Просечниот број на вработени изнесувал 92 лица, а бројот на вработени на крајот на годината 182 лица. Ова беа клучните наоди од анализата на пазарот за 2020 година, а повеќе детали можете да најдете во самата анализа која е објавена на нашата веб страница. Ви благодарам. Благодарам, колешке Гудеска. Со тоа го завршивме нашиот дел од презентирање на работењето на агенцијата во овој квартал и презентирање на клучните наоди од анализата на пазарот за радиодифузна дејност за 2020 година. Сега оставам простор доколку има прашања кои што се од ваш интерес или прашања во однос на нашите презентации кои што беа споделени со вас денес. Повелете. Ја замолам уште еднаш доколку има прашања или коментари и за теми кои што денеска не беа презентирани од наша страна, се од ваши интерес, поведете да се јавите. Повелете, само ве молам да се представите заради записникот од јавниот состав. Јас сум Гордана Цветановска од Радио Пела. Јас доставив некои теми и прашања преку мејл. Не се однесуваат на презентацијата која што досега се одржуваше. Повеќе теми се однесуваат на платеното политичко рекламирање, околу професијата новинар, околу лиценци, можни лиценци за новинари, ограничувањето при отстапување на рекламен простор за одредени даватели на услуги и околу тоа што се информации од јавен интерес, а секако поврзано со членот 102 од Законот за медиуми и забраната за рекламирање на општините и јавните предпријатија. Имам, повеќе прашања. Не знам дали би започнала и на каков начин ќе се одвива сето тоа, бидејќи прв пат еве учествувам на еден ваков јавен состанок, инаку сум новинар, уредник и собственик на Радио Пела. Во ред, ги добивме ние вашите прашања, сега нашите две колешки Емилија Јаневска и Магдалена Доблева ќе дадат одговор на прашањата кои што ги пратите по мејл минатата недела. Повелете. Благодарам. Добар ден на сите и од мене. Им благодарам на Гордана и на Радио Пела за прашањата. Навистина прв пат се случува радиодифузер да покаже интерес за други теми на јавните состаноци на агенцијата и еве со задоволство ќе се
Со колешката ќе се обидеме да одговориме на вашите прашања, иако може би за дел од прашањата ние не сме соодветната адреса, меѓутоа еве, ќе се обидам кратко за секоја од прашањата, а потоа колешката ќе се вклучи за последното прашање во однос на стратегијата за развој на локалните медиуми. Значи, прво во однос на платеното политичко рекламирање, во најавата на темата велите дека медиумите имаат ограничувања според закони и членови и измени на закони, дека работата на медиумите ја следат 4 институции за време на избори, а за тоа време политичките партии се рекламираат преку социјалните мрежи и неколку прашања поврзани со ова. Но еве прво во однос на коментарот дека 4 институции ја следат работата на медиумите. Надлежност да ја следи работата врз радиодифузерите има само Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на избори. Другите 3 институции кои што за време на избори, меѓу другото, анализираат и извештаи на медиуми попатно, тоа се Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, меѓутоа тие го прават тоа само во контекст на контрола на почитувањето на одредбите од изборниот законник, кои што се однесуваат на финансирањето на изборната кампања. Значи, сите нивни ангажмани се во таа насока. Дали подносителите на листи, односно учесниците во изборите, ги почитуваат законските одредби за финансирање на изборната кампања. Сега, прашањата поврзани со оваа тема, како локалните медиуми да опстанат во услови кога платеното политичко рекламирање оди на социјалните мрежи и зошто парите кои ги даваат партиите за рекламирање на социјалните мрежи не се насочуваат и не се влеваат во медиумите во Македонија. Социјалните мрежи, да потенцирам, се деловни субјекти исто како и медиумите. Платформите што споделуваат видеа со ревидираната директива за аудиовизуелни медиумски услуги, со која што допрва треба да се усогласи нашиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, исто така се веќе предмет на полесна регулација. Значи, тоа се платформите како што се Facebook, YouTube, TikTok и други. Овие платформи за споделување видеа, кои исто така, нели, се познати како социјални мрежи, нудат алатки и за бесплатно рекламирање, но и алатки за платено политичко рекламирање. Оттаму нема начин за услугите што тие ги нудат, парите да се насочуваат кон радиодифузерите, затоа што учесниците во изборите сами одлучуваат на кој начин ќе ги користат своите средства за рекламирање. И во принцип, на кои медиуми ќе потрошат пари за платено политичко рекламирање, најмногу зависи од тоа кои гласачи се обидуваат да ги таргетираат и преку кои медиуми најлесно ќе стигнат до гласачите што се обидуваат да ги таргетираат. Инаку, сите средства што од државниот буџет се одвојуваат за платено политичко рекламирање, што воопшто не се мали, значи тоа се 2 евра во денарска противредност без пресметан ДДВ по запишан избирач од вкупно запишани избирачи на територијата на државата и дополнително 1 евро со последните измени на изборниот законник додадено во денарска противредност без ДДВ по запишан избирач на територијата на општината каде се одржува втор круг на избори. Сите овие средства ќе се слеат само кај радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми, интернет портали. Бидејќи, според изборниот законник, овие средства што се одвојуваат од буџетот на државата ќе се користат исклучиво за платено политичко рекламирање на овие категории медиуми. Значи, радиодифузери, радиотелевизии,
печатени медиуми и интернет портали. Трошоците за евентуалните услуги што учесниците во изборите би си ги нарачале од социјалните мрежи не се вклучени во овие средства што се надоместуваат од буџетот и учесниците во изборите ќе си ги надоместуваат од нивни сопствени средства за кои исто така, нели, според одредбите од изборниот законник ќе треба во извештаите за тоа како ја финансирале на кампањата да покажат податоци и за овие средства. Сега во однос на другото прашање поврзано со темата платено политичко рекламирање, зошто политичката кампања се финансира со средства од државниот буџет, тоа и ние би сакале да знаеме. Ставот на агенцијата, веројатно знаете, е дека не треба да се одвојуваат средства од државниот буџет за финансирање на платено политичко рекламирање. Агенцијата за ова реагираше и јавно, повеќе пати сме испратиле и предлози за измена на изборниот законник во овој контекст, меѓутоа одредбата опстана во изборниот законник. Инаку, не е новина на учесници во избори да им се доделуваат средства од државни буџети за водење на изборни кампањи. Таква пракса има и во други земји. Меѓутоа, во ниту една земја нема одредби како нашиве, кога државни и јавни институции се вклучени во тој процес на не знам како да го кажам, медијација меѓу политичките субјекти и медиумите од една страна, значи институции кои треба да ги проверат, дали медиумите ги извршиле услугите што биле нарачани од политичките партии и да извршат исплата, како што во случајот, нели, според изборниот законник, Државната изборна комисија е задолжена да ја врши исплатата директно на медиумите. Значи има и во други земји пракса да се одвојуваат средства од буџетот, меѓутоа тие им се доделуваат директно на политичките субјекти, учесници во избори, според однапред утврдени критериуми, а потоа тие си ја водат целата постапка. Но велам дека нашиот став е дека треба да се укине можноста за финансирање на платеното политичко рекламирање со средства од буџетот. Дали тоа ќе се случи, останува да видиме. Сега, во однос на темата професија новинар, прашањето ви е зошто адвокат, доктор, правник и други професии може да бидат кандидат за каква политичка функција, што е предмет на избори, а на новинар му се забранува. Според Уставот, секој граѓанин на Македонија со навршени 18 години има право да бира и да биде биран. Значи нема никакви ограничувања и новинар да биде кандидат за политичка функција или да обавува ваква функција. Впрочем, во праксата имаме повеќе вакви примери кога новинари по професија се министри или обавуваат други политички функции. Но поради специфичноста на професијата новинар, нели, кој како чувар на демократијата ја следи работата на власта, на институциите во име на граѓаните, не е етички професионален новинар во исто време да ја врши оваа дејност и да биде кандидат за политичка функција или пак да врши политичка функција. Од овие причини изборниот законник дава можност, доколку некој новинар се одлучил да учествува во изборна кампања, било како кандидат или пак да учествува на друг начин, како поддршка на некој учесник во кампањата при организација на митинзи и средби со граѓани, од започнување на изборниот процес до завршување на изборниот процес да ја стави во мирување својата работа како новинар. Значи, само во таква ситуација, инаку
нема пречка и за новинарите. Во однос на темата лиценци, имате интересна идеја да се воспостават лиценци за новинари, како еден од механизмите и нели за заштита од лажни вести, зашто се залагаат сите повеќе субјекти во државата. А за ова не знам што би одговорила. Идејата за лиценцирање на новинари ќе треба да се разгледа со Сдруженијето на новинари на Македонија, затоа што агенцијата нема никакви надлежности во овој контекст. Сега, во однос на темата за ограничување за отстапување на рекламен простор за одредени даватели на услуги, прашувате зошто давателите на услуги како адвокатски канцеларии и нотари имаат забрана за рекламирање. Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што ние го спроведуваме, не утврдува забрана за рекламирање на овие даватели на услуги. Доколку има вакви забрани во други закони, тие веројатно се поврзани со специфичноста на самите професии и со етичките норми за вршење на овие дејности. Меѓутоа, повеќе информации веројатно може да се побараат од, не знам, адвокатската комора. Ќе треба да проверите со нив. Значи, нашиот закон битно не утврдува вакви забрани. Во однос на тоа кои информации се од јавен интерес, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, веројатно знаете, не го дефинира овој поим. Единствено што регулира е дека соопштенијата од јавен интерес не влегуваат во лимитите за рекламирање и дека може да се емитуваат означени како бесплатно емитување. Овој концепт на соопштение од јавен интерес всушност потекнува во медиумската регулатива, е дојден од Конвенцијата за прекогранична телевизија на Советот на Европа, која поради правни пречки повеќе не е усогласена со директивата за аудиовизуелни медиумски услуги, од каде што пак потекнуваат одредбите во нашиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Иако сега и постојната директива има иста ваква формулација дека соопштенијата од јавен интерес не влегуваат во лимитите за рекламирање. Според толкување на Советот на Европа, што го побаравме ние уште многу одавна, уште кога прв пат се појави овој концепт во претходниот закон за радиодифузна дејност, од Советот на Европа ни беше одговорено дека овие соопштенија треба да исполнат неколку услови за да се сметаат дека се соопштенија од јавен интерес, а двата најбитни услови е да се однесуваат, односно да имаат алтруистичка цел и да засегаат голем дел од јавност. Такви соопштенија, например, би биле здравствени кампањи, кампањи за безбедност на патишта и слично. Значи, тие се однесуваат, имаат алтруистичка цел, заштита на здравјето на граѓаните и се однесуваат речиси на сите граѓани. Во однос на прашањето дали комерцијалните локални радиодифузери може да влезат во приватно-јавно партнерство со општина или јавно предпријатие, ова е исто интересно прашање. Секако не е во надлежност на агенцијата, оттаму не би можела да дадам прецизен одговор. Јавно-приватните партнерства во многу земји обично се инструмент за реализација на инфраструктурни проекти. Значи, ова е многу стара идеја од податоци што ги најдов, например, многу големи познати проекти се реализирани на овој начин со јавно-приватно партнерство, не знам, како што е тунелот под каналот Ла-Манш, Суетскиот канал, Панамскиот канал и слично. Значи, во основа, идејата за јавно-приватно партнерство подразбира наместо државата
приватниот сектор да го финансира и да го гради проектот, со право да го стопанисува во одреден временски период за да може да се ја врати инвестицијата, а по завршување на тој период да го предаде проектот во собственост на државата. Мислам дека некаде на почетокот на годинава, како да сретнав по медиумите информација, дека Министерството за економија подготвува предлог закон за јавно-приватно партнерство во контекст на усогласување со директивата на ЕУ, која што се однесува на доделување на договори за концесија. Немам информации за статусот на овој предлог, меѓутоа претпоставувам дека радиодифузерите како специфични трговски радиодифузни друштва не би биле опфатени со овој предлог, со овој законски текст, но сепак за повеќе информации најдобро е да се обратите во Министерството за економија. Мислам дека ги опфатив сите прашања. Останува уште она за развојот на локалните медиуми, за тоа ќе се вклучи колешката Магдалена Довле. Ви благодарам. Дали се слушам добро? Да. Се слушам ли? Да. Само ќе се надоврзам на одговорот на Емилија во врска со јавно-приватното партнерство. Ние во законот, во моментот во постојната регулатива, во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, имаме ограничување во членот 38 јавни предпријатија и единици за локална самоуправа да се јавуваат како основачи, соосновачи и воопшто да се здобиваат со учество во собственост на радиодифузерите. Што се однесува до практично последното ваше прашање, дали АВМ има стратегија за опстанок и развој на локалните медиуми. Ние имаме стратегија која што изработивме во 2019 година и таа го опфаќа периодот до 2023 година. Стратегијата се однесува општо на развој на дејноста и секако ги опфаќа и локалните медиуми. Нешто пред да изработиме стратегијата, направивме и посебна студија за да ги утврдиме состојбите во регионалниот и локалниот пазар. Повеќе се осврнавме на состојбите на телевизиите, но сосема е слична, знам, состојбата со локалните радиостаници. Значи, тогаш констатиравме дека овие медиуми се економски слаби, работат непрофитабилно, имаат мала гледаност, речиси сосема се неатрактивни за маркетинг агенциите и за големите огласувачи и дека нивните редовни огласувачи практично се локални мали предпријатија со мал огласувачки потенцијал. Поради тоа, уште тогаш, а и во стратегијата го повторивме тоа, агенцијата препорача дека прв чекор кон подобрување на состојбите на овој сегмент од пазарот е да се препознае важноста на овие медиуми, нивната важност за обезбедување демократски амбиент во општеството. Потоа дека при креирање на медиумската регулатива мора нужно да се имаат предвид битните прашања за нив, кои што се однесуваат на работењето на овие медиуми, со што ќе се обезбеди регулаторна рамка која што пак ќе овозможи развој на овој сегмент од индустријата, дека е потребно да се организираат обуки за подигнување на капацитетот на новинарите и на реализаторскиот кадар во овие медиуми, за да се зголеми квалитетот на продуцираните содржини. Имајќи предвид тешката економска состојба, дека е потребно да се разгледа можноста и дозволата да се плаќа на рати. Исто така, се зедовме обврска агенцијата како медиумски регулатор и понатаму да продолжи да изработува анализи, студии и истражувања кои што ќе им обезбедат релевантни податоци на овие медиуми за нивното работење со оглед на тоа дека самите тие не се во можност да финансираат таков вид истражувања. И сега, доколку прашањето беше конкретно насочено кон обезбедување некој вид конкретна поддршка, исто така посочивме и дека е потребно во Македонија да се започне со активности за развивање стратегија и механизми
за поддршка на медиумите. Значи, дека целиот тој процес треба да се води согласно со препораката на Советот на Европа, таа е препораката за плурализам во медиумите и транспарентност на медиумската собственост, според која таквата поддршка треба да се однесува на субвенции или на други облици на помош, како што е, например, едукација на новинарите, медиумско истражување, истражувачко новинарство, иновации во медиумите и друго. Сега предпоставувам веќе ја имате и вие таа информација дека Министерството МИО како надлежно министерство за предлагање на регулативата во нашата област веќе формираше Национален совет за реформи во медиумската сфера и како што самите тие посочуваат, една од целите на овој национален совет е покрај другото да придонесе и за основање медиумски фонд за продукција на домашни содржини и за поддршка на медиумските работници и поддршка на јавниот интерес. Мислам дека само еден состанок беше досега одржан, меѓутоа јас навистина имам надеж дека на овој начин може многу од овие важни прашања да бидат решени. Тоа е тоа. Благодарам. Јас само одреден коментар на последниот ваш осврт кој се однесува на фондот. Да, ние имавме еден состанок, Удружение на новинари во Битола, бевме сите таму и од Прилеп и од Битола, ни беше кажано за тој фонд, но искрено и како новинари, и како собственици на медиуми, дали тоа се портали или како собственици на радиодифузни друштва, кажавме јавно и им пренесовме дека штом не се согласуваме со основање на таков фонд, особено заради тоа што се уште е нејасно како би се делеле средствата, зашто би биле наменети. Од друга страна ни беше соопштено дека тој фонд ќе биде финансиран од доделувањето на лиценци за производство, преработка на марихуана, што за мене како новинар и како интелектуалец е нешто неспојиво со разумот. А она што сакавме ние да го напоменеме и зашто беше иницииран тој состанок, беше да се укини или да се преобрази членот 102 од Законот за медиуми, кој нас ни создава навистина голем терет при работата како радиодифузери и како собственици на портали, заради тоа што ние сме комерцијални медиуми од една страна, од друга страна сме обврзани да не обврзани, етички е тоа да се објавуваат соопштенија, да се соработува со јавни предпријатија, да се пренесуваат информации од работата на општините. Значи, сето тоа нам ни е обврскано, ние за тоа воопшто не добиваме одредени средства, кои што пак во овој период би ни биле не само добредојдени, туку се и клучни за опстанок како локални медиуми. Зборувам исто и во името на порталите, бидејќи ние сме исто така и портал и радиодифузно друштво во оваа тешка состојба во која што речиси 3-4 години обстојуваме и се соочуваме со еден зид од неможност да се остварат тие средства за опстанок од една страна, од друга страна имаме кочница, работиме во служба на заедницата, во служба на општеството, а немаме никаков фидбек од таа страна. Во случајот станува збор за членот 102. Доколку тој член 102 се преобрази и се пренамени за кои и какви соопштенија општините, односно локалните самоуправи, јавните предпријатија би соработувале со локалните радио и телевизиски станици од интерес на заедницата. Не зборувам за некои средства кои што се илјадници евра. Зборувам за суми, можеби за вас смешни, од неколку илјади денари месечно, што ќе обезбеди да можеме да останеме, да можеме да си обезбедуваме одредена плата. Ова значи го кажувам наискрено, бидејќи тоа е најголем проблем, а доколку станува збор за тој фонд, јас лично не би се согласила, бидејќи според мене тоа се коси со здравиот разум. Што се однесува до лиценците за новинари, ова
инициирано е и до Сдружение на новинари. Јас само ќе кажам еден пример, тоа функционира во Италија, не е лошо да се размислува за ова како иницијатива, где ќе исто така, како професионални новинари, се соочуваме, јас имам 30 години работен стаж како новинар, новинарство факултет, значи се соочуваме со луѓе кои што апсолутно не само што се залутани во оваа професија, туку луѓе кои што ни прават повеќе штета отколку корист, иако ние имаме потреба од млади колеги да ги подучуваме и да напредуваме. Но, за жал, не е тоа така. Тие лиценци за новинари би значеле дека тие луѓе кои што ќе работат новинарство, навистина и ќе одговара за секој збор што е искажан или напишан. Тоа е идејата со овие лиценци и тоа би сакала да го кажам во моментов од сите тие теми што ги зачнавме, а ни тежат и ни лежат затоа што станува збор за опстанок на медиум и станува збор за опстанок на професионални новинари кои што си ја сакаат својата професија, си ја обавуваат сосема коректно, но доколку нешто не се смени, ја мислам како локален медиум тешко дека ќе може да се опстане во овие услови. Благодарам. Се надевам дека сте задоволни од одговорите. Сега, доколку има од другите присутни прашања или коментари, повелете. Јас не гледам дека некој се јавува за прашање или коментар. Ви благодарам за учеството и за вашиот придонес на денешниот состанок и се гледаме на последниот јавен состанок оваа година во декември. Благодарам уште еднаш.